Тоа ќе биде, значи, избор на државите и некој резултат на преговори помеѓу индивидуални земји членки на Европската унија и земјите од Западниот Балкан, што значи дека нема да бидат приморани земјите од Западниот Балкан да отвараат такви. Меѓутоа, најверојатно преку отворање на такви центри ќе купуваат добра волја и можеби ќе издействуваат некои повеќе бенефиции за државите од нашиот регион. Исто така се поставува прашањето доколку тоа на некој начин стане дел од условите за членство во Европската унија. Во моментов тоа така не е, меѓутоа постои стравот дека на некој начин проширувањето ќе се користи како некој морков за да бидат владите на земјите членки од Западниот Балкан да бидат, значи, поприфатливи по ова прашање. Притисоци секако ќе има, се слагам со Димитар, за тоа апсолутно. Ќе има притисоци врз сите држави од Западен Балкан, затоа што едноставно тоа им се може. Не сме дел од масата на Унијата, немаме со кого да ги истакнуваме нашите ставови. Од друга страна, тоа нема да биде услов затоа што некоја држава нас си ни прави притисок. Тоа ќе биде услов за нашето пристапување затоа што станува дел од правото на ЕУ. И ние ќе мораме да примаме мигранти без оглед дали пред да станеме членка или од моментот кога ќе станеме членка. За да се усогласиме со регулативата на Европската унија. Односно немаме зошто да се усогласуваме, станува збор за регулатива во оној момент кога ќе биде донесена, таа ќе биде директно применлива.